денешното издание на регионалните вести ќе гледате. На централното одбележување на Водици во соборниот храм Свети Кирил и Методи, Светиот крст го фати Гоце Ристовски. Гимназијалецот Виктор Угриновски најсреќен на прославата на Водици во Гостивар. Природното богатство на Шарпланина се чува на терен, а не на хартија, посочуваат искусните планинари. Со евангелскиот поздрав Бог се јави, навистина се јави, православните верници денес го одбележуваат празникот Богојавление Водици. Во Тетово централното одбележување се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Во црковниот базен во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес влегуваат тројца верници кои за прв пат решиле да бидат дел од традицијата на спуштање на Светиот крст. Најсреќен меѓу нив беше 44 годишниот Гоце Ристовски, а учествуваше и 18 годишно момче. Верниците велат дека традицијата треба да ја продолжат младите. Имав чест да го фатим годинава крстот со моите сорипачи Ватко и Небојша. Бог и здравје даде на нив, на мене, на цела фамилија нивните и на сите македонци. Прв пат ми е дека се фрлиме годинава. Очекуваме Небојша помлад да наследи, да се продолжи тој да рипа. Со денешниот празник Богојавление Водици му се дава значење на крштевањето, како една од повеќето свети тајни на христијанството, кое според свештените лица е обврскана секој верник. Денес го чествуваме Богојавление Водици. Зашто се нарекува Богојавление? Затоа што кога се крштева Господ Исус Христос, се јавува тајната на Света Тројица. Бог отозгора ечи со гласот како гром: "Ово е мојот возлюбен син, врз кого е мојата волја." Господ, второто лице од Света Тројица, влегува во водите во Јордан за да се крштева, и кога излегува од крштевање од раката на Свети Јован кој што го крштеваше, тогаш Духот Божи се спушта над него. Ова е наша света обврска на секој христијанин, затоа Господ ги дал законите и за нас христијаните, за да секој возрасен човек или мало детенце се крштева во името на Господа. Како што преку водата ги периме нашите нечистоти на телото, така преку вода и Дух Божи ние го переме, го чистиме и Духот во нас. Начинот на положување на крстот му претходеше света архирејска литургија и режење на кумските колачи во црквата Свети Кирил и Методи. Шестнаесетгодишниот Виктор Угриновски го извади крстот од Вардар на прославата на Водици во Гостивар. Чествувањето почна со утринска литургија, а продолжи со литија низ градските улици и со положување на крстот во реката. Гимназијалецот Виктор Угриновски годинава беше најсреќен меѓу момчињата кои учествуваа во вадењето на Светиот крст на прославата на Водици во Гостивар. 16-годишниот гостиварец за прв пат скокаше во ладните води на реката по обичајот на празникот и успеа да го извади крстот. Здравје, среќа и да успеам во Америка да одам. Водици во Гостивар по 7ми пат се одбележа со литија и положување на крстот во Вардар. Чествувањето започна наутро со света литургија во соборниот храм Успение на Пресвета Богородица, од каде литијата тргна и се движеше по градските улици. Христе Боже, и ми посвещи слава Тебе.
Покрај кеот на Вардар, литијата ја пречекаа голем број верници, дојдени на заедничка прослава на празникот. Атмосферата годинава беше надополнета со изработка на минијатура на црквата Пресвета Богородица, пред која граѓаните можеа да се поклонат и помолат. Чинот на осветување на водите и положување на светиот крст во реката го извршија свештениците од Гостиварското архиерејско наместништво. Во одбележувањето на водици во Гостивар, како и секогаш, учествуваа граѓани од сите генерации, кои придонесуваат за богата празнична атмосфера и достоинствено негување на традициите. Големиот христијански празник Богојавление Водици со водосвет и спуштање на крстот во црковниот базен беше одбележан и во населеното место Челопек. 20 годишниот Љубиша Димовски беше најсреќен да го фати крстот. Денеска и во населеното место Челопек се одбележа големиот христијански празник Богојавление Водици. Одбележувањето на празникот започна во утринските часови најпрво со служење на света божествена литургија во црквата Света Богородица. Оттаму верниците се упатија до местото викано Три чешми, каде што се изврши осветување на водите, а во дворот на црквата Свети Никола беше извршен водосвет и спуштање на осветениот крст во црковниот базен. 20 годишниот Љубиша Димовски беше најсреќен да го фати светиот крст. Јас сум Љубиша Димовски, ова година скокам втор пат, прв пат го фаќам крстот и на сите им посакувам здравје, среќа, љубов и успех понатаму. Втора година поред Водици се слави во услови на пандемија, но за разлика од претходната година, во оваа година се врати традицијата на скокање по крстот. Инаку црковното чествување на овој празник е поврзано со крштевањето на Исус Христос од Свети Јован Крстител во водите на реката Јордан. Природното богатство се чува на терен, не на хартија. Шара заштитена, но како? Повеќе на оваа тема од колешката Милена Вучевска. Шарпланина се чини е заштитена само на хартија. Не само што многу доцна е прогласија за национален парк, цела опустошена, масакрирана од дива сеча, дивоградби, патишта, мали хидроцентрали. И сега, иако заштитена, се соочува со деструктивни појави. Природното богатство се чува на терен, а не на хартија. И токму на терен треба и да се работи, вели искусниот планинар Јован Божиновски, кој го посетил речиси секое место на планината и најдобро знае што се случува на шара. За жал, сега она што се случуваше изминатите 5 години, се уште се случува, овие 6 месеци продолжува да се случува, можам да кажем и дека поактивно се случуваше, се повеќе и повеќе, затоа што нели луѓето знаат дека ќе дојде период кога ќе прекине таа забрана и ќе прекине тоа дивење на шара и затоа сега сите си зедоа она за од ракав слободно да кажам, си зедоа слободна волја да прават што сакат и што мислат на планината, што за жал е многу негативно. Во однос на природните богатства и вредности, Шарпланина има се она што треба да има еден национален парк, но успехот на нејзината заштита ќе зависи од менаџирањето. Освен правната заштита ќе требаат и ефикасни мерки за управување со ова подрачје. Помина 6 месеци од прогласувањето, тоа е одлука која што е донесена на ниво на Македонија и тоа е на хартија само. А сега имаме само еден директор кој што е веде директор на националниот парк и тоа е оно се што го имаме. Фактички треба да се воспостави институција национален парк која што нели правно ќе функционира. Откако ќе почне правно да функционира, се надевам дека тогаш ќе почнат работите на терен. Секако дека планината се штити кога си на терен, односно се заштитува кога си на терен. Инаку со прогласувањето на Шарпланина за заштитено подрачје, државата го доби 4-тиот национален парк. Зимскиот распуст за учениците е продолжен до 1 февруари, со оглед на рекордните бројки на новозаразени лица во земјава на дневна основа. Лекарите истакнуваат дека до тогаш би требало да се смири ситуацијата, за децата да може да се вратат во училишните клупи.
Бројот на ново заразени лица со коронавирусот твртоглаво расте. Заради епидемиолошката состојба се донесе одлука за продолжување на зимскиот распуст на учениците со цел спречување на трансмисијата во училиштата. Од ресорното министерство сметаат дека одлуката за одложување на распустот до 1 февруари е соодветна. Мислам дека според трендовите кои ги следиме, бројката може да опадне до 1 февруари. Пред 1 февруари, таму некаде кон крајот на неделата, ќе направиме анализа. Ќе имаме уште еден владин состанок и ќе видиме. Во моментов сме во процес на реализација на годишните програми кои имаат своји календари и предвидени рокови за почеток и завршување на учебната година. Надоместувањето на деновите кои се изгубени може да се направи со Бирото за развој на образованието. Лекарите воглавно се согласуваат со одлуката со оглед на тоа дека во земјава се бележат рекорди во бројките на новозаразени лица. Децата што се сега позитивни, а и тие деца што се само со болести на горните респираторни патишта, ако се вратат во школските клупи, значи се знае дека ќе биде поголем бројот на трансмисија, значи и да е тоа само за сезонски грип. Најдобре барем овие 2 недели, значи барем до 1 февруари, значи да се поминат дома и да бидат со онлайн настава. Што се однесува до маските, во принцип мора да се носат маските заради што тие ги штитат, да кажем, и децата и возрастните. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека е добро што ќе се почека бројките да опаднат па децата да се вратат на училиште. Додава и дека делта сој ќе биде истиснат од омикрон варијантата за кратко време. Ширењето на болеста ќе ги оптерете уште повеќе примарното и секундарното здравство, кај што може да пренесат болеста дома. Значи имаше поголем број на случаи кои сега моментално не ни треба. Може би добро децата да тргнат во школа кога ќе почне да паѓа кривата за да имаме едно контролирано, да кажем, ширење на болеста. Втора работа, се уште постои делта сојот кој е поопасен, многу поопасен. И за 2-3 недели очекуваме дека комплетно или во огромен процент ќе биде истиснат од омикронот кој е полесен. Тоа е втора работа зашто е оправдана оваа интервенција. Инаку владата на третата седница донесе одлука за утврдување на бројот на наставните денови во учебната 2021-2022 година во основните училишта во услови на вонредни околности. Со оваа одлука бројот на наставните денови во учебната 2021-2022 во основните училишта во услови на вонредни околности се утврдува на 172 наставни денови, што значи дека зимскиот распуст на учениците ќе трае до 1 февруари 2022, а учебната година ќе заврши на 10 јуни 2022 година. Кражба на автомобил, физички напади, пожар. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 20 часот полициски службеници од Гостивар во Гостиварско Беловиште лишиле од слобода 53 годишник, бидејќи кај него било најдено патничко возило Нисан Микра со гостиварски регистарски ознаки, кое претходно бесправно го одзел од жител на истото село и е вратено на сопственикот. По документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 30 минути во СВР Тетово 29 годишникот Тетовска Палатица пријавил дека поради меѓусебно несогласување бил физички нападнат од 30 годишно лице од Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера во 16 часот и 50 минути 45 годишникот Тетово пријавил дека бил физички нападнат од 2 лица кои биле со патничко возило Голф со тетовски регистарски ознаки, откако претходно едното од нив му го оштетило ретровизорот на неговото возило БМВ со тетовски регистарски ознаки. Преземени се мерки за расчистување на случајот при што ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 22 часот полициски службеници привеле 18 годишникот Тетово, бидејќи кај него бил пронајден и одземен нож. По документирање на случајот против него ќе биде поднесен поднесок од Законот за оружје. Вчера во 13 часот и 20 минути во полициското оделение Галате било пријавено дека настанал пожар во помошна просторија од куќа во сопственост на 65 годишникот Гостиварско Неготино. Со интервенција од Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот бил локализиран, а повредени лица нема. Ноќеска пак половина час по полноќ било пријавено дека настанал пожар во куќа сопственост на 63 годишник на улица Орце Николов во Тетово. Исто така повредени лица нема, а пожарот е изгаснат од Тетовската територијална противпожарна единица.
Ова е се што подготвивме за овие регионални вести. Ви посакувам убав остаток од денот. Пријатно.